Поранешната сопруга на 29 годишниот Омар Матен, кој влезе во геј клуб во Орландо, уби 50 лица и остави уште толку повредени, раскажа дека нејзиниот поранешен маж бил суров по природа, нестабилен и често ја претепувал. Жената вели дека двајцата се запознале пред 8 години на интернет, пошто таа одлучила да се пресели во Флорида и да се омажи за него. Тие живееле во градот Форт Пирс во мала куќа, собственост на неговите родители. На почетокот заедничкиот живот течел нормално, но потоа Омар Матен почнал да се однесува агресивно. На почетокот беше нормален и се грижеше за семејството, сакаше да се шегува и да се забавува, но по неколку месеци брак забележав дека е нестабилен и биполарен. Тој се разлутуваше за ништо, стана нестабилен. Понекогаш се враќаше дома и ме претепуваше, например поради тоа дека не сум завршила со перењето или поради некоја друга слична причина. Тогаш започнав да се плашам за својата безбедност. Често физички ме малтретираше и не ми дозволуваше да разговарам со моето семејство. Ме држеше затворена дома. За среќа, моето семејство ми помогна да го напуштам. Поранешната сопруга на Омар Матен потврди дека неговото семејство пристигнало во САД од Авганистан, но тој самиот е роден во Њујорк, а потоа со родителите се преселил во Флорида. Според зборовите на жената, нејзиниот поранешен маж изгледал како нормален човек, не бил многу религиозен и често одел во салата да тренира. Омар имал мал пиштол и работел како телохранител во дом за малолетни криминалци. Двојката се развела во 2011 година, кога родителите на жената дознале дека мажот ја тепа. Незиниот татко дошол и буквално ја извлекол од дома, оставајќи ги сите нејзини предмети. Од тогаш таа не разговарала ниту еднаш со Омар Матен.